Драги гледачи, добар ден! Овие неколку емисии ќе ги посветиме на нашите големи пријатели од турската гастрономија, кои беа наши домаќини во јули годинава. Тогаш, како што ветивме, еве и исполнуваме. Еве сега дојде редот тие да бидат наши драги гости. Вкусот на традицијата во соработка со Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје си земаа сериозна обврска да го организираат сето тоа. Веднаш по пристигнувањето со Turkish Airlines на скопскиот аеродром, нашите гости се опатија во Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, каде што се одржа првата пресконференција. Каде збор земаа деканот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, доцент доктор Сашо Граматиковски, Адријана Алачки и господинот Јалчин Манав, председател на Ташвед. Почитуван господине Јалчин Манав, почитувана господја Адријана Алачки, почитувани гости од секогаш пријателската Турција. Би ви посакал топло добре дојде во овој храм на знаењето, би ви посакал топло добре дојде во нашиот дом, се надевам од сега и ваш дом. Нашата соработка со авторот на емисијата Вкусот на традицијата трае одамна. Уште пред да се роди самата идеја за емисијата. Незиниот сенс за креативност, за негување и промоција на македонската традиција и промоција на македонската традиционална кујна не потикна на ова веќе подолга соработка. Благодарение на незината креативност и на нашата етаблираност во светски туристички рамки, дел од македонската традиција е составен елемент и од домовите на генералниот секретар на Светската туристичка организација, како и домовите на потесното раководство на оваа организација. Од тука не се ни посомневавме дека после оваа прва успешна соработка во ниту еден момент дека овој ТВ проект всушност ќе прерасне во еден етаблиран бренд кој што ќе ја популаризира Македонија, македонската традиционална кујна, како и кујните и промоција на кујните, на светските традиционални и модерни кујни овде во Македонија. Затоа, господја Алачки, отворено ве поддржуваме во ова што вие го работите и заедно ќе работиме на овој проект да го одржи својот континуитет. Примарната цел на овој проект е да допринесеме за подигање на нивото на македонското угостителство, користејќи ги примерите и искуствата од Турција, која што ги постави критериумите на светската гастрономија. Оваа соработка и ова што е ден денеска се случи неминовно и природно како последица од долгогодишната соработка со господинот Јалчин Манав и Ташвед, кој што датира од 2011 година, значи во редовна комуникација и соработка. Во моментот додека престојував во Турција со Алфа телевизија, со господинот Јалчин Манав донесовме одлука за целиот овој престој во овој период во Македонија, вашиот престој за организирање на турската гастрономска вечер. Емисијата Вкусот на традицијата со Алфа телевизија постои 6 години. До сега има снимено преку 700 емисии и единствената е во Македонија од тој карактер што ја опишува традиционалната кујна. Снимавме и откривавме многу кујни во светот, меѓутоа врвот на гастрономијата сепак ја осознав и видов во Турција. Ви благодарам Турција за пребогатото искуство. И благодарам на овие шефови. Ben devlet memuruyum. Şimdi emekliyim. İstanbul Marmara Bölgesi Turizm Bölge Müdürü iken Dünya Aşçılar Birliği'nin 105 ülke üye Dünya Aşçılar Birliği'ne. O 105 üyeden bir tanesi de biziz. En fazla çalışan ve faaliyet gösteren de bizim federasyonumuz.
Federasyonumuzun 17 derneği var. 7.000 üyemiz var. Gelelim şimdi Adriana Hanım'a. 2011 yılında bizim yarışmamıza Makedonya'dan milli takım geldi ve beraber geldiler. O zaman da Üsküp televizyonunda idi. 6 gün kaldılar. Tanıştık. 2015 yılında da dediler ki biz geliyoruz. Ben 6 yıldır burada Alfa televizyonunda yemek programı yapıyorum dedi. İstanbul'a gelmek istediklerini belirttiler ve de ayrıca bizden 4 tane restoran seçmemizi, orada da Türk Osmanlı mutfağından örnekler sunmamızı istediler. Şimdi şeflerimiz ve genel müdürlerimiz, restoranların ve otellerin hepsi buradalar. 4 restoran seçtik. O restorandan da Türk ve Osmanlı mutfağından örnekler sunduk. Ve bu çekimleri, çalışmaları yayınlayacaklarını Makedonya televizyonda ve 16 ülkede yayınlayacaklarını belirttiler. Misafir ettik kendilerini. Gittikten sonra da bu Türk yemekleri gecesi ya da günü diyelim belirlendi. 3 aydır uğraşıyoruz ve şimdi buradayız. Yarın akşam yemeğimiz var. Sonra da lütfettiler. O güzel şehrinize Ohriye'de aynı onun içinde gidip 14'ünde döneceğiz. 16'sında da ülkemize döneceğiz. Gönlümüz, kalbimiz sizinle beraber. Adriana Hanım'a çalışmalarından ötürü, çabalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Eminim, yani emin olun, sizin de başınıza gelir, tuttuğunu koparıyor. По завршувањето на пресконференцијата, веднаш започнаа предавањата за студентите од страна на Ведат Башаран, Сердар Балта и Ердем Дирбали, кои кај присутните предизвикаа голем интерес. Веднаш по предавањата следуваше мала закуска за нашите гости во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје. Откако убаво ги сместивме нашите драги гости во хотелот Holiday Inn, вечерта се упативме во винаријата Камник, каде што им овозможивме дегустација на нашите најубави вина. Енологот во винаријата Камник, господјата Јосипа, најпрвин започна со објаснување околу процесот на создавање на вината.
Веднаш потоа се упативме во просторијата за дегустација на горниот кат, каде што господјата Јосипа на нашите гости им ги презентираше вината Куве де Престиж, Монте Пулисијано, Винмейкер Селекшн, Куве Камник, Пино Гриджо и други. Нашите гости беа презадоволни од вкусовите на нашите вина и ни доделија многу пофалби и комплименти. Веднаш по дегустацијата на вината се упативме на вечера во ресторанот Камник, еден од најдобрите кај нас и најпознат по подготвување на храна според најновите светски стандарди на модерната кујна. А заменито беа задолжени овие двајца мајстори на својот занаед. Никола Мишковски, шеф на кујната во ресторанот Камник, и Марк Де Јонг, подпомогнати се разбира од Маријан и Тони и останатиот персонал од кујната. Започнуваме со тартар од свежа пастрмка. А сега наред доаѓа бифтекот, се разбира со нова сорта на вино. Следува филе од патка со свежа салата и сос од грозје. Јунешки стек Велингтон со паста од вргањ, говецка пршута во сос. А десертот од крем, кафе и пена од зелен лимон беше јаготката на шлагот за вечерта.
А сега малку за импресиите на нашите готвачи. Драги гледачи, вечерва турската делегација предводена од председателот на Турската федерација на готвачи, Ташвед, господинот Јалчин Манав и најнаградуваните и најпознатите турски шефови на кујна имаат чест да добијат најубавата вечера во ресторанот Камник. И знаете што се случи? Еден од најпознатите турски готвачи кога ја вкуси храната овде во ресторанот Камник рече: "Адријана, ова е Македонија?" А вика, не можам да поверувам. А за тоа да биде така и да нивните коментари бидат толку добри и толку високи и на Facebook и на мејл, вечерва сите телефони беа отворени за да прикажа што приготвија па нашите македонски најдобри шефови. Имам чест да ви ги поздравам веќе за вас многу познати, господинот Никола Мишковски, кој што е шеф на кујната во ресторан Камник, господинот Марк Де Јонг, многу добро го знаете, господинот Маријан и господинот Тони. Ви благодарам многу, добивте честитки, аплаузи, турските шефови ги оставивте без див и без збор. За едни што важат дека ја поставија, нели, ги поставија критериумите на светската гастрономија. Никола, честитки и од екипата на Вкусот на традицијата. Ова што денеска го вкусивме, ова беше импозантно и неповторливо. Многу ви благодарам. Што подготвивте? Еве, драги мои, како го добија гледачите менито? Може да го отворам? Евака, има сите вакво мени. А што точно ние вкусивме вечерва, господинот Никола ќе ви објасни. Најпрво здраво, ми беше кеф и задоволство што денеска ги имавме овие гости. Голем предизвик што е најбитно да ги задоволиме овие вкусови на овие луѓе кои што се многу прошетани и многу виделе во врска со храната. Голем предизвик, направивме едно прекрасно мени со овој тим. Имавме една недела проба, да, еднаш, два пати, три пати дека не го направиме онака како што ние мислиме дека е најдобро. Ги оставивте без зборови. Без зборови ги оставивте. Да ни објасните се што јадеа вечерва. Имавме тешка задача и ни беше целта да направиме храна која што нема да биде многу модерна, стори да биде национална храна, ама на модерен начин, подготвена. Да со наши производи тука од нашето поднебе. Направивме многу интересна комбинација, како прво пред јадење имавме тартар од свежа пастрмка, македонска пастрмка, со мус од пастрмка, исто така од свежа во сифон, па имавме супа од тиква. Сега е сезона на тиква, имавме супа од тиква со паштета од џигер од патка. Тоа беше како топло пред јадење, исто така. Па имавме филе од патка со свежа салата и убав сос од грозје, кој што го направивме тука во нашето лозје, да. Па имавме бифтек, јунешки стек Велингтон со паста од вргањ, говедска пршута и седо тоа убаво завиткано во лиснато тесто и убав редуциран сос од нашето вино тука од Камник. И за десерт имавме едно изненадување, убаво колаче со крем, кој што беше со арома на кафе, имавме пена од зелен лимон, седо тоа убаво издекорирано. И ете, видовте на крај колку беа задоволни гости. Навистина, Јалчин Манав даде свој коментар, рече дека ова е нешто невидено и Македонија има навистина големи потенцијали и ги покани нашите македонски шефови на гости во Турција и на неговиот надпревар, светски надпревар по гастрономија. Господин Марк Де Јонг, кој што вие многу добро го познавате, како беше чувството да се готви овде заедно со Никола, со Тони и со Маријан и да го направите тоа мени, да ја приготвите таа храна? Како беше, значи, чувството овој тим заедно, така цел? Тимското заедно, Адријана, се познаваме сега долго време. Се запознав со Никола и он една година тоа. Сме заедно на други, како да кажам, други настани, други емисии светова. И сега денеска ни беше за нас нешто и кеф ми направи многу и сум многу гордлив од тоа што можев со него да го направиме менито, да ставим мојата, како да кажам, моето персонален точ во тоа све и мислам оти сите беа задоволни и направивме све што можевме со срце, со љубов, со све да ги навистина, да. Зачините љубовни во вашата кујна, сите гости многу добре ја почувствуваа. Тони, како беше чувството да се сготви нешто за Јалчин Манав?
Чувството е много големо, задоволството е много големо. Делото си го красим или в крајот си го красим своето дело, тоа е тоа. Строг ли е многу шефот? Не, али дадовме голем напор. Маријан? За вакви професионалци е нешто да не може да се објасни. Да имаш прилика да сготвиш за некој што го разбира тоа што го работиш. Дадовме се од себе, тоа е. Почитувани гледачи, само едно можам да кажам. Овие шефови македонски го обелија образот на Македонија и Македонија сега е на врвот во гастрономијата. Ви благодарам многу. Навистина сте најдобри. Наредниот ден започна со уште една пресконференција на која им беа презентирани на медиумите нашите гости и која е целта на овој проект. Само накратко да ви кажам која беше целта на овој проект. Дојде спонтано и природно, како комуникација од 2011 година со господинот Јалчин Манав и Ташве, Турската федерација на готвачи. Во 2011 година започнавме таа соработка, еве до ден денеска, престојував кај ни во јули, се договоривме за нивната посета да биде токму во овој период. Им благодарам многу на сите што одвоија време и што дојдоа, а целта е, се разбира, да и зајакнеме и да ги унапредиме нормативите на македонското угостителство, гастрономија и хотелиерство, се разбира преку размена, директна размена на комуникација. Üsküp'e geldiğim için çok mutluyum. Bu ikinci gelişim. Bir kere yine gelmiştik. Bir yemek yarışmasına. 7 ülkeydi. Biz de aşçılarımızla geldik, katıldık ve birinci sıradaydık yemek yapımında. Hiç unutamadım. Yemek bitiminden sonra da, yarışmanın bitiminden sonra da Ohri şehrine gittik. Çok güzel bir şehir, turistik bir şehir. Oradaki göl demek gerekmiyor. İç deniz gibi bir durumu var gölün. Bütün eski halini korumuşlar. O da çok önemli bir konu. Yüksek binalar yok bizim İstanbul'da olduğu gibi. O da çok sevindirici ama balıklarımız çok güzeldi Ohri'de. Arkadaşlarımızla geldik. Federasyona bağlı dernek başkanları ve şeflerimizle 7 tane arkadaşımız burada. Daha önce buradan Andrea hanımefendi İstanbul'a geldiler. Seçtiğimiz 4 restoranda
Türk ve Osmanlı mutfağından örnekler sunduk. Çok beğendiler. O arada konuştuk. Bir yemek, Türk Osmanlı yemekleri günü yapalım diye. Sağ olsun Adriana hanımefendi, hızlı hareket eden bir hanımefendi. Türlü girişimlerde bulunarak bu akşam vereceğimiz yemeğin hazırlanmasında çok emekleri geçti. Ayrıca ulaşım açısından Türk Hava Yolları'nın Makedonya, Üsküp. Türk Hava Yolları Üsküp uçuşları 1998 yılında haftalık 2 seferle başladı. Şu anda çok şükür günlük 2, haftalık 14 seferle devam etmekteyiz. Ve bu günden güne Türkiye ve Makedonya arasında gelişen ilişkiler ki bunlar kısmen, hatta çoğunlukla diyebilirim, tarihsel bağlarla da alakalı olmakla birlikte Türkiye'den buraya yoğun bir teveccüh var. Makedonya halkı, burada yaşayan diğer azınlıklar, çoğunluklar da Türkiye ve Türk Hava Yolları markasına büyük teveccühleri var. Adriana Hanımlar ve Suzan Hanımlar sağ olsunlar ilk bu projeyle bize geldikleri zaman bizi de heyecanlandırdı açıkçası. Biz de böyle değerli bir projeye katkıda bulunmak istedik. Bunun bir parçası olmak istedik. İstanbul'da tabii Türkiye'de 25-30 sene önce aynı dönemleri burada gördüm. Heyecanlandım. Zengin bir kültüre sahip bir bölgedeyiz. Avrupa'dan Hindistan ve Çin'e kadar uzanan bir rotanın üzerinde yaşayan insanlar topluluğuyuz. Dün akşam Kamni Şarap Evi'ne gittik ve sonra da çok güzel bir sofra ve düzen ve atmosferde hiç beklemediğim kadar müthiş yemekler yedik. Bu beni çok mutlu etti. Ben çok büyük protokollerde yemek yaptım, sundum. Fakat bu protokollere katılan büyük başkanların da insan olduğunu unutmamak lazım. По завршувањето на пресконференцијата, турските шефови се упатија во кујната на хотелот Holiday Inn за да ја подготват храната за турската гастрономска вечер. Но тие не беа сами, неголемите мајстори од Македонија како Љупчо Гиевски од Александар Палас, Јетони Зоран од ресторанот Албис, Бобан Билбиловски, господинот Билдин од турската амбасада, Мице од Holiday Inn, Николај Марк и многу други. Еве дел од атмосферата. Почитувани гледачи, да видите што се случува во моментот во кујната на хотелот Holiday Inn, каде што се подготвува ексклузивно и за прв пат во Македонија турската гастрономска вечер на проектот на Вкусот на традицијата и Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје во соработка со Примар комуникации. Значи, денеска гори кујната во Holiday Inn. Што од плинот, што од оганот, што од рерните, меѓутоа најповеќе гори од енергијата на турските најдобри готвачи. За Македонија е чест да ги има овие готвачи на едно место во едно исто време. Сето тоа е ексклузивно само за Вкусот на традицијата, драги мои, во соработка со Примар комуникации, УТМС и се разбира на Алфа телевизија. Во моментот сега ќе се упатиме
најблиску до мене е господинот Мурат Сали, шеф на кујна од Нарлоканта. Господинот Мурат Сали, да видиме што он во моментот прави. Тука се и студентите на Универзитетот за туризам и менеджмент Скопје, да стекнат искуства, во разговор имаат, значи, можност да ги прашаат турските готвачи за многу прашања, да ги разменат искуствата и се разбира да се постигне целта на емисијата Вкусот на традицијата, значи подобрување и подигнување на нивото на македонската гастрономија, угостителство и хотелиерство. Господине Мурат Сали, што правите во моментот? Tamam, şu anda sütlaç yapıyoruz. Yani sütlaç yaptık, servis hazırlıyoruz. Rice pudding. Аха, значи сега се прави сутлијашот и се полнат са садовите со сутлијаш, се знае. И едно од моето најомилено сладко јадење е сутлијашот. Тука е господинот Кадир Јилмаз. Кадир Јилмаз е шеф на кујна во Матбах ресторанот. Вие ќе можете да го видите него и неговите дела и сето она што он го поседува за знаењето за отоманската кујна многу скоро. Господинот Кадир Јилмаз, кажете ми какво ви е чувството овде во Македонија, прв пат сте во Македонија и вие ќе имате ексклузивно право да ја прикажете отоманската кујна на вечерашната turska gastronomska večer. Öncelikle Makedonya'ya gelmekten çok mutluyuz. Mutlu olduk. Bizi çok iyi ağırladılar. Türk mutfağı ve Osmanlı saray mutfağını birbirimizden bilgi alışverişi yapmamız çok keyifli. Bu ilk defa oldu ama umarım devamı gelir. Bununla ilgili emeği geçen herkese özellikle çok teşekkür ederim. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere herkese çok teşekkürler. İnşallah bunun bu ilki olur, bunun devamı gelir. Herkese saygılar sunuyorum. Ердем Дирбали, на сите вас ви е многу добро познат, затоа што минатата недела одеше шоуто снимено со него во Туја Палас хотелот. Господинот Ердем Дирбали е директор на храна и пијалок и шеф на кујна во реномираниот хотел Туја Палас, а воедно многу работи за него дознавте во текот на емисијата. Човекот кој што е посветен и на многу хуманитарни активности во областа на кујната, што и всушност на вчерашната пресконференција одржана во Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје, Ердем Дирбали направи паника. Имаше овации, го враќа неколку пати за тоа што тој го презентираше. Сега ќе го замолам да ни раскаже што се случуваше токму вчера, што беше тоа што ги натера на такво гласно ракоплескање сите присутни во салата на УТМС. Well, I have to say that actually I'm very amazed by yesterday we had a dinner in a very nice restaurant and the Kamnik, and the menu was amazing down there. I want to congratulate the big chef down there. And the conference yesterday was about the old Turkish cuisine and with the innovative kitchen, the novel cuisine, what we say. We had a chance to go to the university and explaining about the Turkish food and where is it going at the moment. And we actually pointed out the part of the food has to be tasty, but that's not enough. And we need to present it in a very different way and a modern way and a nice way to attract more customers. So if you do that, then you will be more successful. And I'm very happy to be here. And the weather is great here. I thought it was cold, but it's amazing. And the organization is going very well. I want to thank you very much for inviting us to Macedonia. Loving to be here and looking forward for the next of the programs as well. Драги мои, еве сега да ви го представам мојот колега од Турција,
најпопуларниот телевизиски лик и најгледаното телевизиско шоу, што го има господинот Кемал Ејуп Севинч. На наше огромно задоволство во кујната лично во Holiday Inn. Господине Кемал, добре дојдовте. Во Македонија сте прв пат. Да им кажете на гледачите се за вас она што може. Сигурно би зборувале долго време. Меѓутоа, кој е Кемал Ејуп? Thank you very much, Adriana. My name is Eyüp Kemal Sevinç. I born in Istanbul. I studied in culinary school. After I started my job as a comité cuisine in the one of the traditional restaurant in Istanbul. Then after 20 years, I worked in different countries and different companies, different hotels and restaurants. After 20 years, I decided to open my own business. Then I opened my culinary academy in Istanbul. Now I teach the young generations for how to cook and how to make nice foods. And then last 10 years, I make a TV program, as you make here, a chef cooking show in Istanbul, one of the national channel. From the last year, I did a chef's cuisine show, and then after this program, I prepare a new cookbook, and I bring with me here. I would like to give you this cookbook. This one, I visit my colleagues in them kitchen. Then I take them recipes. They, for example, this one together with Erdem. I visit him in the kitchen, and then he prepare and we eat together. And it's a nice cookbook. I would like to sign for you. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you very much. Голема задоволство ми е лично со автограм да ја добијам книгата од господинот Кемал Ејуп. Јас се надевам дека пред заминување ќе му ја подарам и мојата книга Македонскиот традиционален готвач да замине токму со едно такво искуство од македонската кујна. If Macedonian young generations interested to come Istanbul to learn international cooking skills and presentations, please welcome. Every time we are waiting you. До мене големиот шеф, господинот Јавус Хошкал, кој што вие многу добро го запознавте во првата емисија Вкусот на традицијата од Истанбул во ресторанот Сери Дерија. Тука е екзекутив шеф и он ќе ни објасни сега се заменито што се подготвува за вечер, за несекојдневниот настан, турската гастрономска вечер. Her şeyden önce memleketinize geldik. Konukseverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Memleketinizi çok beğendim. İnsanları çok sıcakkanlı ve çok ilgilendiler bizlerle. Ve şu anda biz sizler için Osmanlı mutfağından birkaç çeşit yemek yapıyoruz. Başlangıç olarak şurada bir çorba hazırlıyorum. Bu çorba Osmanlılarda badem çorbası olarak geçiyor. Bu çorbanın yapılışı süt, Hindistan cevizi, badem ve kemik suyu ile oluşuyor. Bunun dışında bir başka çorbamız daha var. Yeşil domateslerden yapıyoruz. Bu ham domatesler biraz kaynadıktan sonra bir blender yardımıyla çekilecek
ve sonra bir tencerede bağlanacak. Onun dışında çeşitli et yemekleri hazırladık. Kırmızı etlerden çeşit yemekler hazırladık. Beyaz etlerden, tavuklardan yine çeşit etler hazırladık. Onun dışında Türk mutfağının zenginliğini ön plana çıkaran zeytinyağlılar ve meze çeşitleri çalışmaları yaptık. Onlardan da çeşitli şeyler, mezeler ve zeytinyağlılar sizlere sunacağız bu akşam. Artı tatlı çeşitleri olarak sütlü tatlı üzerinde biraz daha fazla durup sütlü tatlı çeşitleri uyguladık. Artı bir de baklava sizlere ikram edeceğiz, bugün deneteceğiz. Bunun dışında devamlı çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Burada güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Драги мои, до мене е големиот шеф, еве пишува овде Онур Арслан. Зар не ви личи на прав Арслан? Погледнете, 2 метри. Кога ќе застане во кујната, грми овде кујната, се тресе. Сите отидовме на вечера, он остана со неговата екипа цела ног да работи. Ова е веќе втор ден како што се во кујната. Онур Арслан да ви се представи од каде доаѓа специјално за турската гастрономска вечер во Скопје. Biz buraya dün geldik Türkiye'den. Türkiye Hava Yolları ile Turkish Airlines'a teşekkür ederiz bu konuda bize yardımcı oldukları için. Türk mutfağını Makedonya'da buradaki vatandaşlara tanıtmak için geldik. Niyetimiz Türk lezzetlerinin de aslında hemen hemen yakınız ama Türk lezzetlerinin burada tadılabileceğini insanlara göstermek için buradayız. Bundan dolayı bize ön ayak olan, hani bizi buraya önderlik eden Adriana Alakçı'ya teşekkür ederiz. Ulaşım konusunda Türk Hava Yolları gayet başarılı, çok rahat bir şekilde buraya ulaştık. Türk lezzetlerini inşallah, Türk yemeklerimizi burada bu akşam tanıtacağız, tattıracağız. İnşallah da herkes rahatça, güzel, lezzetli bir gün geçirirler. Herkese teşekkür ederiz. Благодариме многу на турската амбасада и на амбасадорот господинот Онур, неговата екселенција, што ни дозволи денеска да биде во кујната на помош господинот Билгин, кој што е шеф на кујната во турската амбасада. Кажете ми како се одвива досега работите во kuyната? Bizi kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Buradan bizim kendi mutfağımızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımıza, buradaki ekip adına komple herkes için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Geldiler buraya. Biz kendi mutfağımızı ve Makedonya mutfağımızla beraber birbirimizle güzel bir ilişkimiz oldu. Bunun da ayrıca devamını diliyorum. Ayrıca herkes adına emeğine, yüreğine sağlık. Ustalarımızın, şeflerimizin, arkadaşlarımızın hepsinin emeğine sağlık diyorum. Ellerine sağlık buradan. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve ekibimizin adına. Почитувани гледачи, со особена чест сакам да ви најавам екстремно важните личности за одржувањето на турската гастрономска вечер што ќе се одржи на 12 ноември во салата на Holiday Inn во Скопје. Велат сите голема организација и како успеавме да го направиме сето ова. Меѓутоа, доколку не беа овие двајца шефови, господинот Мице, шеф на кујна на Holiday Inn,
мојот многу драг пријател, шеф на кујна, моја гордост како пријател, господинот Љупчо Гиевски. Благодарение на нив и кога имате пријатели како што се овие шефови, вие можете се во животот и од невозможното да направите возможно. Господине Љупчо Гиевски, ви благодарам пред се за вашето драгоцено време што го одвоивте и 2 дена бевте постојано овде во кујната, не излеговте. Како шеф на кујна на Александар Палас дојдовте овде да помогнете, толку несебично, толку од срце, и да бидете дел од целиот овој настан. Ние покрај вас имавме и што да покажеме на турските готвачи конкретно за вашата способност. Ви секако ги частевте и многу убав ручек во Александар Палас, директно од вашите раце. Многу ви благодарам. Прво нема зашто благодарност. Ние сме колеги што сите треба да си помогнеме во овакви ситуации. Баш ми е чест и драго што сум во ваков тим, што имам чест да работам со вакви готвачи што се од Истанбул, гости. Мислам дека можеме нешто да научиме од нив и они од нас. Секако, господинот Јалчин Манов беше импресиониран кога го прочита светскиот рекорд, Гинисовиот рекорд што го постигнавте, да не подсетите нас и гледачите за Гинисовиот рекорд што вие го постигнавте? Да, тоа се деси 2012 година во Срчиево Штип. Направивме 5 тона и 600 кила крав во еден казан сготвен и уште мислам да го држам Гинисовиот рекорд. Секоја чест и ние секогаш ќе бидеме со вас и господине Мице. Вие го активиравте целиот тим како главен шеф на кујна на хотелот Holiday Inn. Имате огромно и богато искуство позади себе и вие направивте исто така чуда активирајќи го целиот ваш персонал. Многу ви благодарам, не само што сте добар шеф на кујна, туку сте и одличен менаџер, затоа што изменаџиравте се безпрекорно да нема застој. Фала ви на вас. Во друштво на Марк Де Јонг, вчера кај него и Никола Мишковски во Камник, каква вечера имаше, остана без див гостите. А денеска тука во кујната на Holiday Inn и до мене господинот Бобан Билбиловски, главен шеф на кујна во Електра Гарден од Тетово, ресторанот. Тој дојде овде да го размени своето искуство со турските колеги, да научим нешто за отоманската, современата и модерната кујна. Како ти се допаѓа сето ова што се случува? Значи, пред се мило ми е што сум дел од ова манифестација. Мило ми е да готвам со странски готвачи. Исто така да разменам некој мислење, нешто да научам од нив, нешто ти од мене и така. Без разлика на годините, дали сум млад или постар. Сигурно. Па да, еве еден од странските готвачи е тука и Марк Де Јонг. И јас исто гледаш како Бобан, секој ден се учи. Ама ти не си странски готвач, ти си македонски? Јас сум македонец, прав македонец сега, да. Живеам сега овде, уживам овде и уживам секој ден во готвењето. Затоа го покажеме на сите. Исто Боби, и треба, така треба, да. Срекна работа, се гледаме вечер во салата.